Добар ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. Денешнава емисија е 395-та поред, а денеска е 18 март 2017 година. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на ова ваша програма, која што се емитува на Роџерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510, веќе цели 19 години. Македонско издание е единствен медиум во Канада, чија видеодокументација е архивирана и е многу значена за постоењето и активностите на македонската комуна во Јужно Онтарио. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што и покрај тоа што можевте да бидете на многу други места, повторно одлучивте и во ова саботно попладне да бидете заедно со нас во наредните 30 минути. Инаку, како што знаете, Македонско издание секогаш можете да го пратите на www.macedonianedition.tv. Денешнава програма ја започнуваме со настаните што се случија во нашите православни цркви на 5 март, кога беа дадени заклетвите на новите управи на црквите Свети Илија од Мисисага и Свети Климент Охридски од Торонто. Непосредно после дадените заклетви, нашата камера ги забележа овие интервјуа со новоизбраните председатели. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со новиот председател на црквата Свети Илија овде во Мисисага, господинот Коле Димевски. Прво, честито од мене, нашата емисија Македонско издание, и како се чувствувате денеска после заклетвата? Моето име е Коле Димевски. Веќе сум председател на црковната општина Свети Илија во Мисисага. Денес овде во црквата земаме заклетва, кои сите дојдоа, сите имаат елан да работаат и мислам дека понатаму ќе постигнеме многу повеќе од поранешните управи и му пожелувам на старата управа, која и таа неуморно работеше, а исто и после нашата управа, кои ќе дојдат други наследници да постигнат многу повеќе. Кои се некои промени што ќе ги направите одма во овие 2 години? Нешто во врска со црквата? Дали треба кујна да се догради? Дали треба некои работи што треба еминентно сега да почнат да се работат? Види, тоа е наша обврска која кујната се почна во претходната управа. Ние мораме да ја завршиме. Исто и фрескописо во црквата мораме и него да го завршиме и имаме и други идни планови кои што ќе ги завршиме за овие 2 години. Исто така морам да честитам, вашата црква не е само црква, меѓутоа е како центар на нашата комуна и младите се собираат тука и повозрастните доаѓаат. Дали понатаму така ќе продолжи да биде со сите секции со играорната група? Мислам дека тоа ќе го продолжиме и сакаме повеќе млади луѓе да придонесеме и мислам дека во нова управа имаме одзив од помлади луѓе што ќе бидат, што сакаат да работаат и мораме да ги завршиме сите обврски што се наши за овие 2 години и мислам дека ќе видиме добра управа за овие 2 години. Ви благодарам многу и многу успех во вашата работа со сите членови на вашата управа. Ја благодарам, исто имате поздрав од нас од црквата во вашата емисија, која што баш не горди вака што имаме вакви емисии да не прикажат во иднина. Благодарам. Почитувани гледачи, се наоѓаме во црквата Свети Климент Охридски овде во Торонто и разговараме со новиот председател Чедо Миленковски. Честито од телевизиската програма Македонско издание и сите гледачи што не гледаат. Како се чувствувате денеска, еве после заклетвата? Право да ви кажам, малку напнато. Заклетва е, треба да ги собереме сите луѓе и заклетвата значи нешто за нас, една голема обврска за работа и јас мислам со моите луѓе ќе направиме нешто добро, она што го обеќавме.
99%. Секогаш викаме 100, али да оствариме од она 99%, јас сум многу среќен. Вие сте многу години овде член во црквата, присутен. Идејата да се кандидирате и за оваа позиција? Па и тоа ме наведе, право да ви кажам. Овде сум 30 години во Канада, 29 член, во многу управи и гледам некои... Се учиме на грешките, на оние грешки што ги направивме, ако може сега во оваа иднина, за овие 2 години, да ги, не да ги исправиме, него да ги елиминираме. Секоја година се поновуваат, особено со дечињава, како што знаете, да ги донесеме 30-те, 40-те годишни возрастите што имаат дечиња исто. Црквата ќе ни биде полно, школото полно, веронаука полно. Во таа смисла најпоќе се нафаќам. Кои се најважните сега и најеминентни, најбрзи активности што треба да ги превземете? Активностите овде, сега, например, како што знаете, ни е конвеншенот. Од сега спремање треба. Документација е голема. Мислам, работата со постарата управа ја поделивме некоја одма, некои задачи ги заврши они, ние сега ќе ги наставиме да ги завршиме, али приоритет, знаете дека има доста работа, нив. И се очекува, мислам, на децата 150 години, на целиот македонски народ 150 години од Канада, поканети сме во Отава, ќе биде големо славење, тоа е особено значи за нашата македонска нација, ни е дадено една недела, еден викенд, само да ја представуваме нашата нација. Тука јас мислам треба сите да учествуваме, да се организираме, децата, од сега еве и со некои бизнисмени, што продаваат македонски производи и тие се. Значи ќе имаме штандови за продавање, храна за од нашата нација, или приватни луѓе ако продаваат храна, може со посебна дозвола амбасадата ќе им ги извади сите тие потребни документи. И последно прашање, секако дека сите овие активности македонските медиуми ги бележат, дали ова управа ќе направи ребаланс на баџетот и медиумите подеднакво да бидат третирани? Па јас имав некои идеи, ги кажав на членското собрание, првото што беше исто за медиумите, сакам и сакав и порано поеќе посветен и на медиумите спрема овој народ македонски овде, во црквите, во организациите, во друштвата, не е само за баланс или за баџет, а нормално спрема потребите на медиумите некојаш и од поеќе даваме, зависи, ако нашиот буџет е добар, може да се одели поеќе. Како домашниот, знаете, секогаш, мислам, со една домаќинска работа, ќе се направат поеќе работи. Ви благодарам многу и многу среќа понатаму во вашата работа. Молам, поздрав до сите македонски гледачи. Молам. Во денешнава емисија ви прикажуваме и прилог од заедничката групна изложба на неколку уметници, меѓу кои беше и Марија Белчевска. Многумина македонци и македонки присуствуваа на отварањето на оваа изложба, а во продолжение проследете што забележа нашата камера. Почитувани гледачи, разговараме со Марија Белчевска, која што денеска овде во Торонто ја отвара својата прва изложба. Марија, ќе ни кажеш ли нешто повеќе за денешниот настан? In terms of
what the work is about, I would say it's talking a lot about my own identity and just things that I've struggled with a lot of my life, and having to always justify who I am, where I come from, these kinds of things. I really wanted to find a way to confront that situation and that conversation that I've always struggled with, and having to be outspoken and just finally find a medium in terms of my work as an artist, through performance and through woodworking. And that's what I did. And Значи да почнеме од почеток. Овде си на факултетот запишана и завршуваш на Академијата за уметност. Нашите гледачи сигурно знаат дека ти си ќерка на наш уметник. Татко ти Никола Белчевски и на исто така популарната новинарка и продуцентка на радиопрограмата Глас од Македонија, Драгица Белчевски. Идејата да бидеш уметник, кога ти се роди? Од колку беше мала, кога сакаше да го проложиш патот на уметничката фамилија од која што еве доаѓаш? Јас памтам како мало чупек, си го гледав татко ми како што работи дома или кога си имаше изложби, и одев секогаш со него. And can I speak half English, half Mandarin? And it was just, he was my mentor my entire life, and I learned so much from him. He was a huge inspiration to me, and the reason why I went to OCAD to study sculpture. Although ние сме много други in terms of our practice as artists. We're so different. It's just, that's how it started. And сега завршуваш со студии? Yeah. So I'm finishing my study period. I'm going to take a little bit of time off. I will be doing a master's eventually, but just working now and producing more. Значи, ово да кажеме е како дипломска работа, крајна работа твоја, групна изложба во оваа галерија е. Сега објасни ни ги твоите овдека скулптури или медијална, еве гледаме, имаш исто така сегмент. Објасни ни прво за оваа клупа што е позади тебе. Клупата is, I'll say it in English. So the bench is actually talking a lot about, again, identity and me having to find myself in society today in contemporary time, and always feeling that non-inclusion of almost like being invisible but present at the same time, which is a contradiction. And I'd be walking amongst so many people in the city, but I had never felt like I was part of anything really. I felt divided and segregated, and the bench was my way of expressing my way of how I needed to heal those kinds of open wounds in a way, trying to find reconciliation in that void that it's like I never had a way to express that. So the circular bench definitely talks about that. Освен таа лична перцепција на оваа клупа, постои и порака на самата клупа напишана. Кажи ни нешто повеќе, што тоа значи? So on the bench it actually says, as a passage, it says we are all equal, because again, even though this is speaking from my own experience as a Macedonian, as a Macedonian Canadian in Toronto, I feel like there are so many people who feel these same voids and these experience these same issues, and I wanted to keep it
open for anybody to relate to, because really that's part of humanity. Many people experience those things, and I want everyone to feel like everybody belongs and relate to each other, human to human, and not nation to nation or political ideology to another. It's not about that. It's about being human beings with each other. So Isto така, ova klupa je podeljena na 4 dela. Da li to ima neko značenje? it does. It has a lot to do with, the symbolism of what happened to Macedonia. The kind of the last blow in the last century that's happened in, dividing it. There was huge portion that went to Greece, another portion that went to Bulgaria and Serbia, and then Albania was the small part. And we never had that reuniting of those basically illegal lines that were drawn without really asking the people that lived within those borders. And it has a lot to do with that. Very, very symbolic to Macedonian identity. Yeah. Isto така i ovo i multimedijalan segment što go gledame ovde celo vreme. So mnogo poznatата makedonska muzika koja što odi во позадина. Objasni ni što se случува на овој екран и што е тоа што сакаше да го покажеш на гледачите, кои што доаѓаат да ја посетат оваа изложба. So the performance part of this series, the series is called I'm Not a Legend, and it actually started from a conversation that I had with somebody who asked me what my background was, and I explained to them that I felt that I was an Aboriginal of Europe, and she asked me exactly what that was and how I identify. I told her I was Macedonian, and she said to me, I thought that Macedonia was a legend. And immediately when I had that conversation, I was in shock. And I knew that was kind of the last straw, that I needed to confront the situation. So this performance piece was basically me trying to explain without using words, without having to use any kind of language, but more so body language, and talk about how I felt my entire life in this contemporary time. In 2017, how I feel like I don't belong even today. And the video is me breaking this bench where I find I see myself. I see the existence of myself in this bench. I see myself sitting there. It's such a huge representation of me. And by me breaking it, I was trying to show that, in a sense, if you think of an eagle and the way he circles his prey and is very calculated to how he's wanting to attack and things like that, it's very violent video, just talking about my experience and what has happened in history of Macedonia. So that's how it started. It's almost like an evolution of the next bench, in a way. Марија, ти благодарам многу за ова интервју и многу успеси во твојата кариера понатамо. Thank you so much. Ете, овде исто така присутна е гордата мајка, Драгица Белчевска. Што значи, Драгица, за вас ова да дочекате ќерката да биде уметник, како што вашата фамилија е позната по својата уметност и секако по твојата упорност во радиото, а исто како агент за патување. Овој момент што значи за вас? Прво едно да кажам, ако ние сме горди на било кој деца од било која националност, со гордост гледаме за некои убави дела што се направени,
тоаш за ќерката, за своето чедо, тоа е уште поголем восхит, уште поголема радост да се дочека вакво нешто, кое, мислам, за мене, за целата наша фамилија значи многу. Се надевам дека тоа ќе биде и понатаму таква понос, таква гордост, која го посакувам и на секој еден да си дочека ваква радост. Зашто со добрите дела секој еден родител се радува, а не дај Боже со лоши се знае што е. Така да ова за мене е едно ново искуство, би рекла, кое немам зборови како да го искажам, но сепак за мене пак ќе речам дека не може да биде нешто поголемо. Благодаря многу и честитки за влијанието да се сочува македонштината во кај сите ваши деца, а денеска имаме можност да видиме како Марија тоа и експресивно го покажува. Токму тоа, јас бев самата изненадена како та мотивот, значи мотивирана или иритирана, би рекла, од ова што го представува делба на Македонија, односно, како што рече, за мене овде во 21. век не се работи само за помеѓу црни и бели или помеѓу религии. Овде се работи во случајов за нас македонците скроз нешто асимилирање, уништување. И токму затоа таму е поделбата направена на Македонија, меѓутоа тука сушност дава 4 дела на Македонија пак заедно да бидат за да бидеме посилни и сите на таа иста клупа, не само македонци, било кој да живеат. Зашто, како што рече и самата таа, ја употреби мислата на Гоце Делчев дека го разбира светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Драгица, благодарам многу. Благодарам исто. Се гордеам што нашите млади се интересираат да организираат вакви работи, за да можеме да се најдеме заедно и има да прави со голема висока уметност. Ми е гордост што сум тука денес. Прикажувањето на Македонија, која што е распарчена на 4 дела преку ова клупа позади, што мислите, како успеа да ја прикаже таа наша трагедија? Како да ти кажам, тоа е едно нешто което ние македонци треба да се разбудеме, да и видиме работите телешните услови и на тој начин треба да се бориме за да имаме по-високи сили. И во нешто туе што се најдовме заедно, тоа помага на тој начин. Благодарам многу. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 395-та емисија на македонско издание,
koja možete da ja sledite i na www.macedonianedition.tv. До нашата наредна емисија на 1 април годинава, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. No, 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 no.